телевизиските екрани видоа дека на митингот на ВМРО ДПМН и полицијата за подобра Македонија имаше 100.000 граѓани. Со тоа се види дека ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе победи на 5 јуни и ќе слави на 5 јуни. Со вашето присуство тука, 5 пати повеќе има тука присутни отколку што имаше вчера на митингот на СДСМ во Кратово. Со тоа се докажува и дека ние во Кратово као коалиција на ВМРО ДПМН и Социјалистичката партија ќе победиме и иден премиер, сегашен и иден премиер на Република Македонија ќе биде господинот Никола Груевски. Градоначалникот каже што има направено во овие 4 години тој како градоначалник и владата на Република Македонија. Јас ќе кажам што планира да направи владата на Република Македонија во наредните 4 години. За пензионерите се планира да се зголемат пензиите за 30%, да има бесплатно банско лекување за пензионерите, во областта на здравство да имат бесплатни прегледи. За вработените во јавната администрација се планира да се зголемат платите за 24%. За луѓето што имаат социјална помош и надоместоци се планира да се зголемат социјалните надоместоци за 24%. Во градот Кратово се планира да се изгради една спортска училишна сала во Основното училиште Кочо Расим. Во 2012 година се планира да се реновира киносалата во мултикултурен центар. Се планира да се отвори дневен центар за лица со посебни потреби. Се планира градското централно подрачје да се заштити со закон. Се планира да се одобрат парични средства за прочистување на тунелите во градот Кратово и за фасадите, за реновирање и за реконструкција на фасадите во градот Кратово. Се планира преку една италијанска фирма за еден месец да отвори погон за чевли на кривината што е на погон од на Силекс. Со обработување со најмалку 70 луѓе и ако им појде работата до обработување до 400 луѓе во наредниот период. Во областта на образованието, знаете сами дека има бесплатни учебници дадено, дека во ученичките домови има бесплатно спестување, дека изгласавме закон за легализација на демоградбите за 1 евро и полно бенефиции за граѓаните на Република Македонија. Во областта на земјоделието 160 милиони евра се планираат годишно се дават или вкупно 650 милиони евра за 4-годишниот период. Почитувани комшии, треба да гласате за оваа коалиција, поради тоа што оваа коалиција сигурно ќе победи. За овие што уште не планираат да гласат за оваа коалиција, што сакат да ги поддржат другите партии, ги повикувам јавно да не поддржат нас, зашто премиерот Никола Груевски може да извлече Македонија за влез во Европската унија, за влез во НАТО и за излез од економската криза која во Македонија многу малку не опфати, бидејќи целиот свет беше опфатен и вие знаете сами со економска криза во претходните 2 години. Тие на крај сакам да ги повикам, малку со збунет пошто сте ми комшии, значи сакам да ги повикам тие што уште размислуваат да гласаат за достоинство, за ВМРО народна, за обединети за Македонија, да не гласаат за нив, да гласаат за нас као коалиција и да гласаат за ВМРО ДПМН Никола Груевски. Кандидатот за Социјалистичка партија сигурно ќе влезе во парламентот, тој е на второ место. Значи треба да се гласа за ВМРО ДПМН, за Никола Груевски, да се закружи редното бројче 5 на 5 јуни и сите заеднички да прославиме на площадот во градот Кратово. Ви благодарам за присуствието.